Држава со руинирани демократски институции, кои зошто го обструира работењето на народниот правобранител за прислушувањето. Ако институциите му затворат врата на омбудсманот како да се заштитат граѓаните, има ли крај за манипулациите со рамковните вработувања? Интервју со народниот правобранител Иџет Мемети. Во топ тема вечерва со Боби Христов и за најновиот судир на Западот и Москва во Сирија. Панел дискусија со новинарите Мирче Адамчевски и Борис Камчев. Добро вечер. Две теми за актуелни случувања и вечерва во ова петочно издание на Топ тема. Во првиот дел мој гостин е народниот правобранител Иџет Мемети. Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема, господине Мемети. Неколку прашања се актуелни со вашата, поврзани со вашата работа. Прво е иницијативата за расправа за собранието, за обструкциите на вашите намери да го истражувате скандалот со прислушувањето. Што се случи, до каде? Ќе остане само документ во архивата на собрание? Од се изгледа до сега дека е така. Меѓутоа, јас се надевам дека собранието, поточно председателот на собранието, тој документ за пропречување на работата на институцијата Народен правобранител ќе го, согласно Уставот и законот, ќе го стави на дневен ред на седница на која би се расправило и би се заклучило како понатака. Тоа е закон, тоа е Устав, тоа е закон. Што содржи тој документ? Тој документ содржи информации од почетокот на двете постапки, едната по собствена иницијатива и едната по барање на новинар за кој знае јавноста, како течела таа постапка, сите действија што ги презел народниот правобранител и каде наишол на некомуникација или обструкција, како сакате, кажете го. Од друга страна, јас сакам да информирам јавноста дека слична информација подготвив и ја доставив и до владата на Република Македонија. Добивте таму одговор? Да, вчера добив едно писмо кое е не во насока, туку која ги потврдува лошото работење на администрацијата, нестручното работење или во најмала рака, или обструирањето и од владата, или незнаењето што се случува, односно што треба се прави. Што значи тоа? Не ви одговорија? Ви одговорија незадоволително или има некои формални административни реченици? Не реченици, просто се работи за извештај посебен, со кој барам од владата да заседава и одлучува и носе и донесе акт, односно заклучок, да ги задолжи институциите, затоа што тие се под влада и УБК и Министерството. Но од друга страна, јас добивам писмо наместо од владата, добивам одговор од техничко лице, од секретарот на владата, дека тој, како техничко лице, се обратил до МВР за да тие постапуваат. Така да тоа е доста несериозно. Јас денеска пуштив друго писмо лично до премиерот и него го информирам за овој лош начин на работа и барам да се стави на дневен ред на седница на владата, после владата да одлучи. Јас нема да застанам овде, ќе пуштам и друго писмо до собранието. Јас се надевам идната недела да се закаже седница или во најмала рака да бидем повратно информирани собранието. Инаку, како што знаете, согласно договорот, би требало некаде на 20 октомври, мислам да има нов состав на владата. Јас ќе продолжам, трагајќи по закон, по владење на право, да барам да извршам до крај мојата функција, со тоа што ќе се обратам и до новиот министер, кој ќе биде, според најавите, професионален, кој ќе почитува процедури, устав и закони, нема да слуша партиски наредби. Сега, ако очекувате со сето оно што кажавте, што очекувавте и каков да биде новиот министер, значи актуелниот не бил таков. Со што ве попрече, односно што баравте, а што министерот не ви дозволи
да имате како информација или како увид во УБК или во МВР или во... Бидејќи во ова студио пред неколку месеци бевте многу амбициозни. Сега излегувате со информација во која што велите дека и обвинителството и МВР ве обструираат. Ајде да почнеме од МВР. На кој начин МВР или министерот Чавков ве обструира? Прво, бев обструиран, односно најдов на затворени врати во УБК. Јавноста знае за тоа. Понатака, согласно закон, го информирав министерот, односно порано министерката која си поднесе оставка, затоа што ова постапка трае долго време. Од неја не добив никаков одговор. Понатака дојде новиот министер. Имавме и средба, остваривме со новиот министер. Ја разговаравме, меѓу другите, ова беше клучна тема што мене ме интересираше за да ја вршам функцијата. Доби ветување од него дека ќе стори се што е во негова можност да добивам квалитетни информации согласно закон. Но од друга страна добив разочарувачко писмо потпишано за жал од него. Што пишуваше? Па, во него се има освен процедура, освен повикување на закон. Во него има тие мислат, тие сметаат и така натаму. Имаше една зачудувачка реченица дека не смее никој да штити човекови права пред судот да одлучи за такво нешто и така натаму. Така да, мислам дека тоа беше едно информирање кое на крајот на краиштата не заслужува ни разговор. Да, меѓутоа е сериозно кога и вам ви се затворени вратите. Завршуваат ли вашите надлежности со тоа, со пишување писма, барање информации, или можете едноставно да отидете еден ден и да тропнете на вратата и на Чавков и на директорот на УБК и да побарате да ви биде овозможено се што ви треба за коректна истрага? Сега е период во кој се обидувам на начин последните инстанции да од нив барам. Тоа е владата и собранието. Ако не успеем и од нив, може да се случи омбудсманот еден ден со неговата легитимација и законот во раце и со вработен негов да тропне на врата. И тоа со медиуми, па да видиме дали... Зошто досега не го направите? Затоа што по закон јас треба да ги остварувам, односно треба да барам на ваков писмен начин да се завршат работите. 2 нокаута за кратко време за народниот правобранител од државните институции. Прво, не ви беше дозволено да се обратите на седницата за ребаланс на буџетот, беше тоа, во собранието, и вториот се случува сега. Не ве фрустрира тоа? Бидете, сум размислувал и за тоа, но сепак имајќи го предвид тоа за каква позиција се работи, за каква институција се работи, која до крај професионално треба да ги обавува работите, која треба да ги убеди другите, во конкретниот случај владата, па ако сакате и собранието, дека правобранителот е во право, дека тие се должни да почитуваат институција и да почитуваат процедури и да одговараат на него. Рековте два многу лоши случаеви за класична несоработка или игнорирање на институцијата. Тоа е уште еден доказ или факт како функционираат институциите во Република Македонија. Ова што јас и ти го разговараме сега, ова што јас сум го кажал и порано, и пред да доаѓа господинот Прибе, па да не отсликува како функционира целото општество во Република Македонија, вклучително и институцијата омбудсман, и да дојде до заклучок дека овде се е ренуирано од институционален аспект, дека и надзорните тела, за разлика од другите, се разликува институцијата Народен правобранител, меѓутоа има лошо обкружување што не може да работи. Ова е доказ дека на вистина треба да сме загрижени многу повеќе од тоа што го слушаме по медиумите од страна на политичарите и сите други, дека институциите не ни функционираат и тоа е големо зло за Да, но не може само Македонија. да разговараме и да констатираме. Видете, во сите демократски општества има процедури, има начин како да се менуваат нештата.
Односно, како да се направи, односно како да се изврши тој надпревар. Надвор од процедура, тоа би било анархија. Која е процедурата? Ова што јас ви го кажав по однос на постапките кај народен правобранител. Од друга страна, која е процедурата? Надзор над таквите структури, односно над УБК да врши собранието. Вие гледате, не може да се конституират. Вие гледате, преговараат сите 4 политички партии за тоа што треба да го остваруваат по устав и по закон. По устав и по закон, двете собраниски комисии треба многу квалитетно да ги истражуваат, односно да вршат контрола над УБК. Може ли да го направат тоа? Парламент, како надзорно тело ги има тие две комисии, не може да вршат контрола. Од друга страна, кои се инструментите за да владее законот? Па не случајно се и изборите. Изборите се еден вид на тоа граѓаните понекогаш треба да одлучуваат за такви работи. Да, но слушнавме се што и како се случува и на изборите. Сега конечно кревате раце како институција од случајот прислушување? Не. Затоа што јас, и јавно ќе го кажам ова. Надвор од преписките со органите, јас сум разговарал за оваа тема, вклучително со обвинителот, со министерот за внатрешни работи и со премиерот на Република Македонија. Имавме долг разговор со премиерот поврзано со оваа тема. Има некој епилог од тоа? Освен тоа што Освен тоа, премиерот веројатно ви кажал дека тој не се меша во обвинителската власт, а дека МВР работи согласно уставот и законите. Или ви каже и нешто друго овој пат за изненадување? Тој можел да каже се што мисли. Мене ме интересираше, побарав од него, да се испочитуваат институциите, да се испочитуваат процедурите и да не се попречува работата на народниот правобранител. Ми беше ветено дека ќе направи се народниот правобранител да може да функционира без проблеми и по однос на овој случај. Ние го разговаравме. Вие баравте помош да и се овозможи непречено да функционира на институцијата од премиерот кој што во исто време претходно ви го скрати буџетот. Тоа е друго. Така е, меѓутоа сепак тоа покажува политичката матрица на една структура. Не можам, колку и да сакам, јас не можам да ги избегам процедурите, затоа што мора да се движам низ тие процедури. Ние многу отворено го разговаравме, односно и јавноста знае за случајот прислушување дека има една пресуда, договорна пресуда за лице, службено лице, било вработено во УБК. Ние имаме и пресуда, така. Тие се докази дека тој настан се случил од него. Каде? Тамо. Јас не барам ништо друго како институција. Доволно за омбудсманот би било. Само се каже дека да, тоа се случило во УБК. Но вие имате таа пресуда каде што односното лице признава. За мене, јас немам таа пресуда и покрај тоа што таа беше јавно. За мене е релевантно и битно за мојата постапка од тамо да добивам дека да, тоа тамо се случило. Како е можно? Парадоксално е, од една страна пушташ кривична пријава и на крај договараш со признание, има пресуда, осудителна, дека тоа лице, во својство на службено лице, тамо го направило тоа, тој признава и е осуден. А од друга страна, омбудсманот не се информира со една реченица, дека да, тоа лице, тамо се случило тоа. Доволно би било тоа. И омбудсманот, како секаде во демократските општества, би искочил и би кажал за јавноста. Констатирав дека имало нелегално, масовно, нелегално прислушување. Но што е разликата? Дали тоа е врз основа на пресудата или разликата е врз основа на тоа што УБК ќе ви го признае? Вие ако очекувате УБК да ви го признае, тоа никогаш нема да го признае. Не може да не го признае, тие може само да молчат. Инаку да кажат дека не се случило таго не можат, затоа што би имале два одговора. Едни према суд признава дека тамо се случило тоа, ама го направил тој и тој,
a od druga strana ombudsmanот нема информација. Нека дадат само една реченица. Тоа би значило многу за институцијата Народен правобранител да донесе правобранителска одлука. Да, тоа таму се случило. Очигледно е дека и со Зврлевски не се поправија работите, бидејќи се жалите на обструкција од него. Би исто беше, затоа што и обвинителот ме информираше дека да, во ред е, меѓутоа тие мислат така. Видете, јас имам полно контакти со релевантни меѓународни институции, во кои ги разговараме овие работи. Многу отворено, и со господинот Прибе. Од друга страна, цела меѓународна јавност и експерти знаат кои се можностите и надлежностите на народниот правобранител и дека е тој попречен, а ние сметаме дека не треба да одговараме. Тоа е. Веројатно, легитимацијата и тропање на вратите на МВР е поефикасниот начин кој што досега не сте го презели. Да се надеваме да не дојде до тоа, може и да се случи. Со новата обвинителка сте контактирали? Не. Или чекате да ги преземе случаите па потоа да? Не, видите, се работи за специјален закон, се работи за конкретна материја која е дадена како мандат да ја работи, која нема врска со работата на народниот правобранител. Ако има некоја допирна точка, секако дека и со неја ќе комуницираме службено. Меѓутоа, во својство на омбудсман сакав едно мое мислење јавно да го кажам по однос на неја и на незиниот тим. Видете, на Македонија и требаат институции кои ќе бидат во кои ќе имаат луѓето верба. На Македонија и требаат процедури кои ќе бидат транспарентни и кредибилни. Се со цел граѓаните да стекнуваат верба дека тие работат професионално и како што треба. Ако ние од почеток слушам јас некои еве да кажем аналитичари или како сакате, уште од почеток пред да се проверат нештата искочуваат со изјави по однос на кредибилитетот и така натаму. Мислам дека е тоа штетно. Штетно за граѓаните и за Република Македонија. Јас со полна одговорност ова го кажувам. Мислам дека треба се даде можност таа обвинителка со тој добијан широк мандат и со тој тим да до крај ги многу транспарентно и до крај ги спроведе постапките. Инаку, ако од почеток фрламе сомнежи, па макар тие сомнежи да се и од, еве да кажеме, независни аналитичари, мислам дека ни штетаат. Многу аргументи и лично со својата институција за нејзината немоќ и покрај законската поставеност. Многу аргументи за обструкции дадовте и вие вечерва, така што е нормално, тој барем дел од таа скепса во јавност. Во ред, мора да ставиме точка и да тргнеме поинаку да размислуваме, поинаку да спроведуваме закони, да важат правилата, процедурите, а не волјата. Затоа што владењето на немањето политичка волја за спроведување на законите или криво спроведување на прописите не доведе до оваа ситуација. Република Македонија да е граѓаните да се притиснати од трите страни, па ако сакат и од внатре и од надвор да не може слободно да дишат. Видите, кај мене доаѓаат многу граѓани. Разговарат, пријавуваат и корупција. Разговарат, сакат да информираат за се што се случува во општеството. Доаѓаат како загрижени во институцијата Народен правобранител. Но на крај, знаеш со каква реченица излегуваат? Се можам да заборавам. Меѓутоа, тоа дека осеќам дека немам слобода, дека се плашам, тоа повише ми значи, отколку дека некој украл, вршел корупција или криминал и така натаму. Бевте дел од тимот за прв пат кој што учествуваше на разговорите од така наречениот диалог на високо политичко ниво. Голем дел од извештајот на прибитните препораки на Европската комисија е посветени на подобрувањето на условите за работа на народниот правобранител. Беше ли нешто конкретно ветено таму? Видите, прво, како да не сакаме да
се одвие тој демократски надпревар. Не случајно секаде во свет. Едно е држава или власти, друго е независни тела или надзорни. Како контрола на властите. Се додека така не ги сваќаме работите, се додека сметаме дека тој другиот мемети е против овој или за другиот, не бива ништо од нас. Се додека на таков начин не се сваќаат демократските односи во општеството, ќе имаме проблеми. Зошто ова го велам? Затоа што за секој извештај што Република Македонија праќа до Обединетите нации или до телата во Европската унија, омбудсманот има свој удел. Или како алтернативен извештај, или на поинаков начин. Се со цел да се види да се види во која е реалната состојба и да се оди напред. Апропо ова што сакам да ви кажам, моето учество таму јас се сватив позитивно. И јас треба да кажам како се одвиваат процесите во Република Македонија. Ако сакате, како течат реформите во правосудството, како течат реформите и во други корупции, во делот на заштита, односно превенција од корупција и така натаму. Јас бев упропастен кога ја слушам ако омбудсманот зема збор и ќе каже дека не го сваќајте дека ова е алтернативен извештај. Меѓутоа во тие документи што тој ги работи, има многу што може да ви биде од корист за општеството, земете од таму, а не да остане во собрание. Собранието не го разгледува извештајот на народниот правобранител, а институцијата ја плаќа државата за да прави таков извештај. И сега сме приморени да доаѓат од надвор, да го замолат председателот на собрание да закаже седница да го разгледа извештајот. Вред ли ова работа? И што се случи? Се случи тоа да беше добиено ветување по однос на затоа што три работи се клучни за народниот правобранител. Ако сакаме да имаме добра институција и која би била национална институција за промоција и заштита на човековите слободи и права. Да има добар закон, добар мандат, законот седи во собрание, а во акцијскиот план на владата стои дека е усогласен. И донесен? Да има тим, луѓе да има. Јас немам луѓе. Ама вие се жалите 5 години веќе дека немате. Јас и 100 години ќе се жалам ако сум на тоа позиција, затоа што морам тоа да го кажам пред граѓаните. Јас немам друг начин на кој ќе се борам. И третото е финансиски средства. Во Законот за народен правобранител стои дека буџетот се конципира во согласност со него. Никој не ме праша. Буџетот е во собрание. Го гледаме веб страната на собранието и наместо тоа што треба се направи, тоа што е ветено, тоа што и треба на институцијата и на Република Македонија, јас гледам буџет кој е намален уште повеќе по однос на платите. И сега, а таму е ставена ставка $1.000.000 да се набави возило за МПМ тимот. Тој е тим кој оди по затвори, полициски станици и така натаму. А од друга страна, во тимот има тројца, еден замина во ОПСЕ, еден замина, пази, замина како шеф на канцеларијата на омбудсманот на Хрватска. И сега немам ни еден. Ќе имаме возило, ние ќе купиме, а нема тоа возило кого да вози. И тоа се дел од апсурдите на македонската реалност. Против овие апсурди треба се бориме. Во продолжение по кратката пауза за реклами и за останатите актуелни прашања, тоа се амнестијата и она што во последно време е се поактуелно, а се актуализира со преговорите во Пржино, рамковниот договор и пред се правичната застапеност, каде што и вие имате директни надлежности. Останете и понатаму со топ тема на Телма, се враќаме по кратка пауза за реклами. Добре дојдовте назад во студиото на Топ тема. Иџет Мемети, народен правобранител, е мој вечерашен гостин. Господин Мемети, втората тема во продолжение би била иницијативата за амнестија. Ја поддржавте. Прашањето ми е, ја поддржавте иницијативата,
намерата како демократско право да на граѓаните да предлагаат закони, или сметате дека и предлогот за амнестија со сите тие ставки, каква би била, што би била, е оправдан? Јас, искрено да ви кажам, не знам што содржи предлогот. Пред се ја поддржав и секако и сега ја поддржувам намерата да граѓаните го искористуваат тоа право да станат предлагач на закон. Но јас поддржувам и повеќе од таа како само иницијатива. И по однос на суштината на амнестијата. Преди се, поради тоа што ние знаете дека пред 3-4 години властите во Македонија има, а и во регионот има една политика по однос на недавање можност да влегуваат на илегален начин странци во Република Македонија или да транзитираат низ Република Македонија, ги зајакна санкциите, односно казните во кривичниот законник. И се обиде на таков начин да не дозволи илегален влез во Република Македонија. Така да ние сме сведоци на еден куп случаеви каде што граѓани на Република Македонија, поради тоа што превезале, лежат, односно издржуваат казни затвор, и тоа многу високи казни. Така да, после 3 години се случи ова што се случи, за која омбудсманот алармираше и 2013 и 2014. Така да и пред донесување на законот алармиравме дека ни се случува ова. Нашата влада беше затекната и зачудена што се случува, а знаеше пред тоа во најмала рака имаше информации, ако не од пограничната контрола или од пограничната соработка со грчките власти, имаше од омбудсмана што се случува. Малку, но ги имаше информациите. Едно е тоа, за која сметам дека треба да се донесе закон за амнестија. И второто е, со години наназад, од кога сум омбудсман во Република Македонија, алармирам, вриштам, како сакате, кажете го, за лошите и услови, и третман во затворите. Зошто? Како и другите општества, има закон, во Црна Гора беше донесен закон, во Србија беше донесен закон. Но јас слушнав неколку изјави од пратеници во Собранието на Република Македонија, дека ја поддржуваат таа работа. Видете, сметам дека не се искрени. Од причина што не е доволно само да поддржуваат иницијатива за да собират 10.000 подписи да станат, да добијат легитимитет на предлагач тие 10.000 граѓани. Кога пратеникот е што, кога... Така, апсолутно. Кога е пратеникот може сам да биде предлагач, па да ги повика тоа невладината организација и засегнати, односно тие што директно барат, тие што собрале подписи или нивните представници, и да разговарат многу отворено. Кој дела може, кој не може, и така натаму. Ова мислам дека е добро. Да се соберат 5-6 пратеника или само еден пратеник и на крајот затоа не гледам може да ја скратат. Затоа не гледам дека имаат добра намера пратеници. Јас посакувам да се соберат подписите, да станат да добијат статус на предлагач и сепак треба се седне со извршната власт која предлагаш на закон, со владата, на крајот на краиштата, и да се пушти предлогот, пак ќе се бара мислење од владата. И треба се седне, да се разговара, да се најдат решенија со кои навистина некои неправди ќе се исправат и ќе се олеснат затворите, затоа што ние знаеме дека има пресуди од Судот за човекови права и лошите услови се сметаат за тортура, за мачење, и ни паѓаат пресуди често. Има ли наповедок, сега денови слушнавме дека се подпишува уште некаков нов договор за реконструкција на затворите? Има ли на повидок реален план кога и динамика како тоа да тоа е проблемот, да се смени? Тоа е Вие проблемот. бевте сега повторно во затворите кога се штрајкуваше со глад. Што тоа што ние го добивавме како јавност преку телефонските повици, информациите однатре од затворениците е реалност. Тоа е проблемот кај нас, затоа што помпезно ги најавуваме плановите, а од друга страна реално многу малку работиме. Јас сум бил на поставување на камен теvelник во затворот Идрисово, каде се работите. Планови. И ова иницијатива, односно
Овој договор за финансирање од страна на ЕУ го поздравувам, посакувам што побрзо да се направи. Видете, по иницијатива на народниот правобранител, затоа што лоши се условите и по полициските станици. Се сеќавате, јас искочив и реков од 38, само 10 ги исполнуваат условите, затоа што се нови, 28 не ги исполнуваат. И препорачувам во нив да не се задржуваат во подолго време. Поради нас, беше, по наша иницијатива, по наша информација, МВР направи акцијски план за реновирање, адаптирање или средување, како сакате кажете го. И што се случи? Ништо од тоа. Само 10 нови, другото не се прави, пак ги користат. Има неколку што не ги користат за подолго време. Со ова сакам да кажем дека многу сме ispolitizirani, многу зборуваме, малку работиме. Така да посакувам, видите, и мене не ми беше седно во една прилика каде што ние тежнеме кон Европска унија. Сакаме да сме во тоа друштво. А тоа друштво ни вика доста со планови. Дај да видиме колку сте направиле. Посакувам повише да работиме отколку да зборуваме. Последните денови, особено со внесувањето на рамковниот договор на преговарачката маса од Пржино и со најавите за некаква нова анализа, повторно се актуализираат одредени аспекти, особено аспектот, меѓу другото и аспектот на правичната застапеност. Моето прашање е, што анализира секретаријатот за рамковен договор, кога веќе кај вас постојат со години наназад, мислам, 5-6 последователни, 6 или 7 последователни извештаи за спроведувањето на рамковниот договор, особено во сегментот на правичната застапеност. Последниот податок е дека од 1077 институции лани, 1062 ви доставиле податоци, само 15 не ви доставиле, и тоа тука се работи за некои помали институти, ово што значи не ја менува крупната слика. Што се случува? Кој и зошто манипулира со рамковниот договор, односно кому му одговара да се манипулира со бројките за правичната застапеност? Јас не знам кој манипулира, но едно знам, затоа што сум работел директно. 2002 и 2004 година беа години во кои се што беше во рамковен договор слеано во устав, беше слеано во закони. Да, и ние погрешно говориме сега за рамковен договор, треба да говориме за почитување на уставот и законите. Секаков аспект. Друго е прашањето дали тие прописи што беа донесени тогаш се доста квалитетни и може да одат да се надградуваат. Јас сум за тоа. И јас сметам дека секоја правна норма треба се надградува. Затоа што јас сметам дека рамковниот договор, па ако сакате, и амандманите на уставот кои произлегува од рамковниот договор, има дишаат, отворени се од секој аспект. Земи немојоризација, земи дискриминација, земи образование, па ако сакаш и финанси. Ако сака да се чита како што треба, и јазик и така натаму. Застапеност. И сега, беа донесени законите. Прашањето е колку тоа што беше зацртано се спроведува. Еве, помина 12-14 години. Проблемот е клучниот неспроведувањето на законите. Ако не целосно, не во доволна мера. Зошто е тоа така? И јас се прашувам во мојата институција, затоа што водам сметка по устав, прв пат беше зацртано во устав дека омбудсманот ќе води грижа за немајоризација или ако сакате за недискриминација и соодветна и правична застапеност. Јас имам тим кој работи на тоа 7 години, вршам истражувања. И тие истражувања го покажуваат следното. Дека на почеток, 2007 година беше направен првиот извештај
Со тие капацитети што ги имавме, со тој квантум на институции кои дадоа одговор на институцијата, во проценти ќе го кажам, околу 83% 2007 година во јавниот сектор беа од македонскиот народ. 10,7% мислам дека беа припадници на албанската заедница. 2% од помалку, 1% од ромската и така натаму. Што имаме после 7 години? Бројките следното го покажуваат. Дека кај македонскиот народ, од последните, каде што имам собрано податоци за 108.000 вработени 148. во јавниот сектор. Секогаш зборувам за тие бројки. Секогаш зборувам за тоа што имам документи во мојата институција. Ако правиш анализа, доаѓаш до заклучок дека кај македонскиот народ опаднате бројот на вработени во јавниот сектор, во тие 108.000, за 10%, од 83 на 73, а кај албанците е покачено од 10 на 18,6. Така. Што има во... Треба да одиме понатака. Што има... Кој е квалитетот на ова? Овие се само бројки. Знаете што тоа е моето прашање. Има институции, на пример, каде што бројката на вработени албанци е и 70 и 80%. Наспроти институции каде што е 0 или 9. Да. А ако се погледнат бројките на таквите институции, излегува дека таму каде што се раководители, шефови, министри, директори, албанци, тие се обкружуваат со свој. Другава страна се обкружува со свој. Уште еден интересен податок е дека во секретаријатот за рамковен договор има 1790 вработени. Јас не знам друга институција која што има толку вработени. Овие 1790 се оние кои што се примени само за да се задоволи некаква бројка, а кои што немаат работни места. Нели е тоа изигрување на рамковниот договор? На уставот и на законите. Да примите некого на работа, а за него немате работно место. Дозволи вака, бе. Ќе се навратам и на ова. Мислам дека е клучно и многу битно ова што ќе го кажам. Спроведувањето на законите стагнира. Зошто? Истражувањата на Народниот правобранител покажуваат дека во разни институции, било по спроведување на закон за употреба на јазиците или нешто друго, и ова ако сакате, проблем е во политичката волја на тој што раководи со органот. Ама, господин Мемети, вие имате 7 анализи. 7 години правите анализи. Ги имате сите бројки. Ние вчера, завчера го имавме господинот Питер Фейт, кој што е сега ангажиран да направи некаква анализа. Вице-премиерот Муса Џафери упорно не сака да ја соопшти бројката колкава е, и во меѓувреме Телма откри дека вице-премиерот Муса Џафери потрошил 200.000 евра на тендери на приватни компании кои што треба да прават анализа за спроведување на имплементацијата на рамковниот договор. И во меѓувреме оваа прашање се користи пред секои избори за подгревање на тензиите меѓу народот. Кој со кого и зошто се игра? Едноставно е прашање. Мислам дека јас сум повикан овде да кажам тоа што кај мене го има во институција. Затоа ме плаќаат граѓаните и тоа треба совесно да го направам. Јас Ама вие сте го направили. Сега нашето прашање е кој при очи не прави слепи. Имаме анализа и ај ќе правиме нова. Питер Фейт ќе ја направи поубаво од Иџет Мемети. Се согласувам со последната реченица. Колку потрошил Муса Џафери не е предмет на истражување на Народниот правобранител. Тој треба да е предмет на истражување на други органи. Народниот правобранител истражува како квалитетно се спроведува рамковниот договор во овој сегмент. Соодветна и правична застапеност. Уште пред 7 години, јавно сум рекол, мислам на Алсат, дека пристапот или начинот
на вработување во јавниот сектор по основ на рамковен договор е лош. Тој создава проблеми. Јас во последниот извештај кажувам дека тие 1700 сме ги направиле социјалци. Им даваме по 200 евра сега дома. Тоа е катастрофа за една млада популација кај албанците. Зошто тоа така се прави? Уште од 2006 година беше воведен овој принцип. Јас ве прашувам Тој принцип е лош, јас го критикувам и барам поинаков начин, затоа што и кај албанската популација или младите кадри има и те како квалитетни кадри. Проблемот е тамо што сакаме како што беа вработувањата во македонски шуми 1600, па на Томбола имаше вработувања. Тоа е проблем. Примаме 1600 и после ќе ги делиме. Пази, македонски шуми, јас го третирам во извештај тоа, јавен документ е, прима медицински сестри и после ќе ги подели. Зошто тоа се прави? Поради партиските влијанија. Тоа јавно го кажувам и треба сите да го критикуваме и треба да престане тој начин на вработување на луѓе. Од друга страна, и покрај тоа што се премани, јас со премиерот го разговарав ова. Зошто не се распоредуваат по другите институции за да се постигне целта? Институциите, на пример, кај што нема албанци, да се осеќат дека се и на тие. И што ви одговори? Немаат одговори, тоа е проблемот. Тоа е проблемот. Така да се навратам уште еднаш. За спроведување на рамковниот договор во сите сегменти има задоволителна добра правна рамка која треба да се спроведе, за која треба волја во владата и пари. Ни волја нема, ни пари нема. Тоа е проблемот во Република Македонија. Кога и поднос на спроведување и на застапеноста, кога и тоа ќе се постигне на одредено ниво, да се создадат услови, таа правна рамка по јазик, по образование, по социјална, по застапеност да се надгради и таа да се надгради. Таа рамка по однос на финансиите да се прошири согласно рамковен договор и тоа да се направи. Ние секогаш 14 години ќе го спроведеме рамковниот договор. Ако тука завршуваме, ако вака говорите во низа, ви ги следам одговорите и дискусиите од почетокот, заклучокот би бил во Македонија нема волја за правна држава. Зашто има волја? За политички баш бозук? Тоа е проблемот што кај нас рапидно расте менталитетот за владење, за непочитување на прописите. Најбитно е што ќе каже одредениот или надредениот, како сакате, отколку што кажува прописот. Тоа е проблем. Многу треба се работи. Мене ми е жал за младите генерации кои, верувајте, многу, имаше една анкета, моите ми го кажа овде, не знам мислам за средно образование беше, од 100 добри 75 заминуваат од Македонија. Тоа е лошото. Се додека него правиме спротивното, ние ќе имаме проблеми. Земете институцијата Народен правобранител. Од 35 квалитетни кадри, јас 20 ги немам, заминале. Јас ви го кажав случајот. Најдобриот истражител за превенција од тортура, признат и од СИПИТИ, и од СПИТИ, и поднос на извештаите, ни замина од Народен правобранител, отиде во Хрватска. Тамо ќе работи. Се надеваме, значи, на подобри времења. Тоа е најлошата констатација за една дискусија која што завршува само со надеж. Не знам, јас ќе продолжам да се борам, да извршувам совесно функцијата колку што можам. Секако и вас ве охрабрувам да... Јас ви благодарам што вечерва бевте мој гостин во Топ тема. Почитувани, тоа беше народниот правобранител Иџет Мемети. За вечерва имаме уште една тема, Сонја, по паузата за реклами. Останете со нас.
Топ тема на Телма продолжуваме со втората тема за вечерва. Војна против ИСИЛ и исламскиот тероризам, битка за Сирија или борба за доминација на нова доминација на светските сили на глобалната сцена. Многу дилеми се наметнуваат по отварањето на новиот фронт во Сирија со директно вклучување и воена интервенција на Москва. За сето ова вечерва разговарам со моите гости, Мирча Адамчевски, новинар, познавач на руските прилики, порано дописник од Москва, и Борис Камчев, новинар кој работи во Санкт Петербург и автор на книгата Русија на Путин. Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема. Адамчевски би почнал со вас. Ако средбата Обама-Путин се очекуваше како показател како ќе се одвива судирот на овие две спротиставени геополитички амбиции, што добивме, имајќи ја предвид нивната средба од која малку произлезе во јавноста, но и особено слушајќи ги нивните говори на Генералното собрание на Обединетите нации. Добивме пречутна дозвола, веројатно разговарале двајцата и Путин отворено му кажал на Обама дека има намера да влегува во Сирија и Обама предпоставува му дал согласност за интервенција. Се разбира, веројатно не е интервенција како што сега се одвива, меѓутоа зеленото светло е дадено. Од разговорите тоа е произлезено. И одговорите што беа во Обединетите нации, знаеме дека Путин акцентот го стави на Сирија, на формирањето на голема коалиција во борбата против исламската држава, додека Обама акцентот го стави на кризата во Украина и на тој начин му даде на Путин до знаење дека за него е мощна важна ситуацијата во Украина, а веројатно го остави делот за Сирија за разговорите што потоа ги воде. Или по преведено на наш терен, тоа се уште значи се договорија дека не можат многу да се договорат се уште. Тие се договорени и видите, таму станува збор за интереси. Интереси има Америка, интереси имаат и русите. И веројатно донекаде ги усогласиле своите интереси и меѓутоа главно усогласено да се работуваат војните служби и да разменуваат информации. Веќе вчера имало видео врска меѓу Пентагон и рускиот генерал-штаб и некои детали веројатно разгледале. Целта е да не се дозволи, да речеме да не дозволат да дојде до суди, евентуални случаи суди меѓу руски и американски. Тоа е најголемата дилема која што сега многуми на ваквата ситуација ја поистоветуваат со најлошите моменти од студената војна. Како гледате вие на овој последен развој, оваа средба која што беше релативно студена, очекувано студена, и она што се случува непосредно после тоа? Русија не се откажа од намерите директно да интервенира во Сирија. Јас би кажал дека таа средба повеќе беше протоколарна. Немаше тука никаква онаа хемија или не знам што. Но многу важно да се истакне дека заговорите на Путин и Обама пред Генералната асамблеја на Обединетите нации, тие треба да се гледаат според мене како некакви манифести на ова сложено и кобно време. Тие говори истакнуваат тоталната спротивставеност на и огромниот јас помеѓу западната цивилизација и помеѓу руската цивилизација. Например, иако многумина го искритикува говорот на Путин, на Обама, се извинувам, со пласирање на мудри фрази таму, со вртење на истата ораторска плоча, но морам да истакнам дека тој пред се им се обраќаше на своите европски партнери и внимавајте, евроатлантското единство е врвен приоритет, особено во конфронтацијата со Русија. И тоа се јавува како најголема вредност во современата геополитика. Тука морам да ви забележам дека
Обама беше критикуван дури од американската јавност, дури еден CNN оцени дека Путин, но дури и кинескиот председател Си Џинпин и иранскиот председател Рохани со своите говори го засенија говорот на Обама. Не се согласувате се реков дека многумина го искритикува токму поради тоа што тој пласираше повторно мудри фрази и ништо не прави. Точно е тоа, но мене ми се чини дека од гледна точка на значењето на својот говор, Владимир Путин не настапи најдобро, аудиториумот го слушна истото што го слушаше и претходно. И неговата концепција останува јасна. Јасно е дека на меѓународен план руската политика, Русија денес има многу помала тежина отколку на пример кинеската политика или Америка. Да не зборуваме за она што во моментов во таква ситуација се наоѓаме. Да, велите многу помала тежина, не беше ова обид или не е обид на Путин да ја врати таа своја специфична тежина? Путин цело време тоа го прави, затоа што тој после интервенцијата во Украина се најде во огромна изолација, дипломатска меѓународна изолација, и сега ова обид да се врати на голема сцена. Предноста на Путин во целата оваа ситуација во тоа што тој секој пат излегува со нови идеи, секој пат излегува со нови предлози и се добива впечаток дека Западот е во дефанзива и мора да наоѓа ad-hoc решенија додека Путин веќе ги има неколку потези однапред предвидено. И има многу аналитичари кои што сметаат дека со ова што сега го прави Путин може да стане збор дека тој ќе се врати од изолацијата на која што е подложен, не само тој, него и Русија, дотолку повеќе што во Украина ситуацијата гледаме вчера после потпишувањето на договор за повлекување на крупното оружје, веќе има и зборови дека е дојден крај на војната, така што Русија не може да води војна на два фронта. Едниот фронт сега се става, да речеме, во затишје и оставна фронтот во Сирија, а на Путин му е полесно да дискутира со Запад за Сирија, отколку кога треба да дискутира со Запад за Украина. А што значи сега ова? Дали судирот на овие две геополитички различни концепти, две сили од Украина и од украинското прашање се префрла на Сирија? Што ќе се случува сега со Украина? Ќе се затвора прашањето или да повеќе? Претходно Кремљ и Путин се обидуваше да го натера Запад да се влюби во него со помош на Украина, а потоа тоа не се случи, нели? Знаеме каква разрешница сега тие се обидуваат да ја исправат ситуацијата во Украина со нови мировни договори, тоест со договорот во Минск, а потоа Путин се сврти кон Кина. Но мене ми се чини дека тоа расположение уште на почетокот беше песимистичко и дека тој песимизм целосно се оправда. Мислам, Кина тогаш не ја зеде Русија во своите преградки. И знаеме зошто, бидејќи кинезите не сакаат да ризикуваат да се караат со Америка заради путинска Русија и нема да прифатат никаков путински поглед на таа тема, нели? Нели, Кина потоа не се потпиша тој фамозен гасен договор со Кина, тој е на фаза на меморандум на разбирање. Например, Кина се откаже од изградбата на гасоводот Сила на Сибир. Тоа е еден огромен проект за кој русите се надеваат дека ќе биде успешен во смисла да се од нивото свртување од Европа кон Кина. Еве најсвеж пример е тоа дека тие исто се откажа и од изградбата на железничката пруга за супербрзи возови Москва-Кина, Москва-Казан, што требаше да биде изградено до светското првенство во фудбал во 2018 година. Значи тоа не се изгради. Кинезите едноставно се многу прагматични. А на Путин што му остана исламскиот свет. Значи, може би не сте знаеле, но тој веќе направи коалиција, војна коалиција составена од Ирак, Иран и Сирија. Да, ама сега тука јас имам една забелешка, бидејќи на таа коалиција и се приклучуваат и кинезите. А вие претходно говоревте за... Станува збор за геополитички интереси.
станува збор за интереси. Американци имаат своји интереси таму, руси имаат своји интереси. Меѓутоа да не забораваме дека и кинезите имаат интереси. Во Кина има огромно муслиманско малцинство. Веќе во Кина има терористички акти од страна што се изведуваат од страна на тоа малцинство. Ако ја погледнеме картата како оди, од Блискиот исток преку Иран, Афганистан и Пакистан, тука е и Кина, значи може да се случи да се прелее ова што сега го прави исламската држава. Ако е таа излезе победник во оваа ситуација, сето тоа може да се прелее во Кина и во Русија, и затоа Кина ги гледа своите интереси, затоа таа сега се приклучува кон ова тело што е формирано во Багдад. Гледајќи своите интереси, не од многу што е алтруистична Кина, него си има и таа свој интерес во оваа игра, геополитички. Јас не верувам дека Кина би можела да се вмеша со воени сили во вооружениот Во нападите. Во нападите, да. Руските напади кои сега интензивно започнуваат да се водат таму. Кина може би ќе даде некаква политичка согласност или ќе биде неутрална, но не верувам дека таа Воени советници ќе испрати. Со своји, да, може би. Но не верувам дека жива сила или војна техника, кинеска војна техника, тоа сигурно нема да биде, би кинезите не сакаат да им се спротивуваат на американците. Што значи ова сега излекување на Багдад од подзакрилата на САД и приклучување на оваа друга оска? Сега имаме една специфична ситуација дури од војно-тактички аспект. Од Багдад имаме два различни командни центри. Едниот руски, другиот американски и на коалицијските сили кои што го поддржуваат Вашингтон. Според мене станува за две работи. Прво, значи, американците почна и нивната коалиција почна да бомбардираат позициите на ИСИЛ, на исламската држава. Меѓутоа и самиот Пентагон призна дека тие не се многу ефикасни. Освен на почетокот, кога имаше некакви резултати, неколку месеци веќе се бомбардира, нема резултати од тоа. А исламска држава знаеме дека држи голем дел од Ирак. И ирачаните сега поттикнати од оно што се случува во Сирија, ги повикуваат русите. Дури денес имаше најава, иако подоцна беше демонтирана и од руска и од ирачка страна, дека ќе побараат од русите да преземат воени акции и на територијата на Ирак. Русите рекоа не е тоа побарано, ирачаните рекоа не е побарано, не се исклучува да побараме. Имаме, се извинувам, ќе продолжите, имаме и еден краток прилог, краток преглед околу случувањата и препукувањата на меѓународна политичка сцена во овој период, односно како се помина денес, када го погледнеме, па ќе се вратиме во студиото со дискусија. Земите членки на американската коалиција против исламската држава ја повикаа Русија да ги запре воздушните напади во Сирија, кои според нив се насочени против опозицијските сили и цивилите. Во заедничкото соопштение, Соединетите американски држави, Велика Британија, Турција и останатите членки на коалицијата оценуваат дека руските напади дополнително ќе го разгорат екстремизмот во регионот. За руската војна интервенција во Сирија денеска во Париз разговара и претседателите Оланд и Путин. Во главниот град на Франција се и германскиот канцелар Меркел и украинскиот лидер Порошенко, но руската интервенција во Сирија во втор план ги стави очекуваните разговори за мировните иницијативи во Украина. Пред почетокот на средбата со Путин, Оланд оцени дека најзначајно во овој миг е воздушните напади, независно од тоа кој ги изведува, да бидат целосно насочени против исламската држава. За шефот на руската дипломатија Лавров нема дилема. Единствена цел на руските напади се исламистите. If it looks like a terrorist, if it acts like a terrorist, if it walks like a terrorist, if it fights like a terrorist, it's a terrorist, right? I would recall that we always were saying that we are going to fight ISIL and other terrorist groups. This is the same position which the Americans are taking. The representatives of the coalition command have always been saying that their targets are ISIL, al-Nusra and other terrorist groups. This is basically our position as well. We see eye to eye with the coalition on this one. Алексеј Пушков, председавач на Комитетот за надворешни работи во Рускиот парламент, најави дека кампањата на руската војна авиација во Сирија би можела да трае од 3 до 4 месеци.
Сириската армија тврди дека Русија извршила досега 18 воздушни операции во последните 24 часа, од кои неколку биле во Алепо, Хама и Идлиб, провинции со минимално присуство на милитантите на Исламската држава. Комуникацијски кули кои припаѓаат на слободната сириска армија, опозицијските сили спротивставени на режимот на Асад кои добиле обука и воена опрема од САД, биле уништени во нападот во Алепо. Истовремено, Сириската обсерваторија за човекови права со седиште во Велика Британија соопшти дека во Рака бил уништен тренинг камп на Исламската држава, при што биле убиени 12 милитанти. Нападите во Сирија се првата воена интервенција на Русија надвор од границите на поранешниот Советски сојуз по крајот на студената војна. Бидејќи во Сирија авионски напади изведуваат и Соединетите американски држави, воените представници на Пентагон и Руското министерство за одбрана започна интензивни разговори во обид да елиминираат секоја можност од конфронтација меѓу воздушните сили на двете држави. Така стоја денеска работите на меѓународната сцена поврзани со конфликтот во Сирија. Прилогот беше на колегата Никола Илиевски. Сето ова е проследено со една огромна и повторно досега невидена пропагандна војна. Пропагандната војна продолжува. Таа не е нова, веќе подолго период се води. И гледаме ние како известуваат западните медии, гледаме како известуваат руските, значи ние сме една така во поволна ситуација да можеме да ги проанализираме изборите и од една и од друга страна да се несеме сами суд. И мислам дека пропаганда ќе има и натаму, но факт е дека дури и Пентагон барем вчера изјави дека тие немаат податоци дека русите бомбардирале позиции на слободната сириска армија. Значи, не може, Пентагон официјално не може да го каже, а медиумите го кажуваат тоа, се нормално, медиумите кажуваат, ние знаеме кај нас како беше војната во Југославија, што беше, знаеме во Украина како беше пропагандата со војната што се водеше. Пропагандата е страшно оружје и меѓутоа мислам дека и американците и русите имаат доволно своји разузнавачки представници таму на теренот и се консултираат и оваа размена информации за која што преска зборував, таму веројатно ги пеглат или отворено си ги кажуваат и сите нивни сознанија дали е бомбардирано ваму или не е бомбардирано таму. Да, во врска со пропаганда, сакав да кажам дека имаше такви наслови во рускиот печат дека со војната интервенција во Сирија започнува Трета светска војна, но овој пат оваа војна е света војна против исламскиот тероризам. И Путин треба да знае дека треба да се истакне дека тој не се бори против, тој треба да го истакне тоа дека тој не се бори против исламот, а напротив дека тој го заштитува правоверниот ислам од неправоверниот проповеден од исламската држава. Затоа тој го сврти фокусот сега од с проблемите во Украина, од кинеската тема која исто не успеа, го сврти фокусот кон исламскиот свет. Исто иако теренот се гледа дека ќе му ја простели западот Украина или не? Тоа е нерешено прашање се уште. Тоест тие сега се обидуваат да се извлечат со тоа што нели го потпишаа тоест го продолжија мировниот договор од Минск од минатата година до летото во 2016 година. Но ја би сакал да позборам во врска со ситуацијата во Сирија, иако од теренот таму се гледа дека тие не ги напаѓаат бориштата на исламската држава. Мислам, јас не слушнав такви информации дека Пентагон одрекол и не потврдил, но има доволно многу информации се пласираат дека тие всушност ги бомбардираат. Кој ги пласира информациите? CNN, Russia Today, мислам, тие се кои ги информациите, така, а ние треба да бидеме селективни према тие информации и да не веруваме. Него веруваме, ја верувам повеќе на Пентагон, она што ќе го изјави отколку на CNN. Војската ова што се бори против сириската ослободителна армија е всушност напаѓана, бидејќи главната цел според моје мислење на оваа војна интервенција во Ирак, во Сирија, руската војна интервенција во Сирија е тоа да се заштити режимот на Асад, тоест да тој да не биде симнат како што беа симнати
Гадафи или Садам Хусейн или тоа е главната цел на И правилна е таа цел. И таа цел е правилна. Но американците никако не дозволуваат тоа да се случи. Нека не дозволуваат американците. Асад да остане на власт. Да, Асад е абсолютиста, така, се согласуваме. Да. Меѓутоа, она сега е трагично што жално е што гинат луѓе. Меѓутоа добро е што нема да се повтори Либија. Видовте вие што стана во Либија со бомбардирањето. Видовте во Ирак што стана со бомбардирањето. И Путин мора да го поддржува Асад од својот интерес, рускиот интерес да бидат присутни таму. И тие ќе го поддржуваат Асад, но сметам дека Асад по 2 до 3 години ќе се замине. Асад нема да биде вечен таму и Русија сега сака да ја зајакне со евентуални успеси на теренот, сака да ја зајакне својата позиција утре во преговорите која ќе се седне, еве гледате Асад направи ова или под армијата на Асад направи она, ајде да преговараме како да ја уредиме сириската држава во иднина. Дали Асад ќе седи година, 2 или година или повеќе. Молам? Според моје мислење сириската држава во таква форма каква што е сега, Ама сигурно нема да постои, сигурно, па да. Сега не постои. Ирак не постои во тоа што беше. Сето тоа се последици на овие трагични борби и настани што се случува таму. И Либија нема да постои како што постоеше за времето на Гадафи. И Ирак не постои како што постоеше во времето на Хусейн. И Сирија нема да постои. Ќе добие автономија, ќе добијат курдите. Асад зошто не ги бомбардира курдите? Таму не води, значи, кои курдите ќе добијат автономија, некои други ќе добијат автономија. А местото на Асад ќе биде на обвинителна клупа во тоа не знам. Тоа не знам. Тоа не знам. Да, бидејќи тој е французите нешто подготвуваат, не е главната причина, не е главната причина Асад за тоа што е. Се слушаат сега и некои така срамежливи изјави и од страна на некои европски челници дека Асад не би можел да биде избегнат. Иако за сега позицијата на Вашингтон е јасна. Тој мора да се замине, па да се направи преодна влада, па да се да, ама имате нијанси во тие изјави. Да речеме, ако порано американците беа апсолутно против постоењето на Асад, да речеме или власта на Асад или Асад да биде председател, турците и саудиците и сите други, дури и европени, сега сите веќе зборуваат дајте да направиме некоја влада во која што Асад ќе биде одреден период. Се дали ќе биде месец, дали 5 месеци, дали година, никој тоа не го каже. Преодна влада, да, во која што ќе биде. Да, но факт е и дека Асад се покаже како многу поотпорен, за разлика од останатите лидери зафатени од таа арапска пролет и многу блискоисточни аналитичари покажаа дека тој ќе биде скршен за многу кратко време. Еве, од 2011 до сега, тоа се 4 години на не дозволија русите. Тоа е, ја мислам дека повеќе заслуга на администрацијата на Обама. Едноставно, Обама беше премногу мек и дозволи да се повлечат војските, американската војска од Ирак и тоа создаде еден вакуум зона, вакуум простор кој беше потполнет со сите тие исламистички екстремисти кои нели во тоа време се уште не беа толку силни кога американската војска се замина од Ирак, но потоа добија во силина и со граѓанската војна, тоест со демонстрациите и протестите кои се случуваа во Каиро во 2011 година, доколку на пример Асад не удреше со војна сила врз живи демонстранти без невооружени демонстранти, мислам дека немаше таа исламска држава да добие таков полет како што доби сега, бидејќи тие го искористија хаосот со граѓанската војна во Сирија. И сега голема заслуга за ова сепак има и американците. Јас не велам дека работите се толку црно-бели и дека или Асад или кој таму руската дипломатија ја доби битката за Сирија, да нема војна. Се сеќавате вие со химиското оружје. Америка беше подготвена, дури и Обама најави дека ќе бидат бомбардирани заради тоа што користеле химиско оружје. Меѓутоа руската дипломатија, првиот успех на руската дипломатија беше дека еве Асад е подготвен да го предаде целото хемиско оружје и практично од тогаш натаму веќе не можеше да стане збор дека Асад ќе биде уништи за месец или два. Може ли воопшто, прашање и до двајцата, може ли воопшто тука да се зборува за некаков, па макар и дипломатски успех во цела оваа ситуација, кога исходот
од сето ова што се случува е 250, над 250.000 мртви и 4 до милиони раселени. И јас не знам ако може некоја камера да ја фати од одблиску оваа мапа зад мене, која што покажува кој е кој и кој е што во моментот во Сирија. Вие можете да ја погледнете, значи го имаме тука кој што контролира. Значи не знам и ова, меѓутоа на прашањето, затоа јас преска реков, мене ми е жал во сето ова што гинат луѓе, но добро е што нема да стане Сирија, Либија. Јас мислам дека со тоа што русите направија војни интервенции во Сирија, ситуацијата дополнително се искомплицира. Мислам, сега за сега невозможно е да се види некаков исход, тоест некаков излез од оваа ситуација, се додека не се споат нивните барања, тоест да се најде некое средно решение за екзитот, за излезот назад од власта. И доколку тоа не се најде, доколку русите постојано става до знање дека дека Асад останува и дека тие ќе го бранат неговиот режим, дека тие јас не верувам во тоа дека тие веќе не уништиле кампови за обука на слободната сириска армија. Јас мислам дека тоа веќе се случило, тука почнува таа конфронтација која во догледно време мислам дека не би можело да се разреши. Ама не Асад главниот непријател, барем декларативно и за Америка и за русите и исламската држава. Да. Асад е еден од учесниците, но не е главниот учесник. И затоа се согласам со тебе дека ќе се најде некој решение во кое што Асад ќе го остават да биде на председателската функција одреден период. Не можам да кажам колку долго, но мене се тоа ми прави асоциации на средбата на русите и американците на Елба на крајот од Втората светска војна и мислам може добро да се договорат едните и другите да седнат, да преземат офанзиви против исламската држава, зборам, против исламската држава, американците од една, русите од друга страна и да се сретнат таму на Тигар или Еуфрат која ќе уништат исламската држава. Тоа е една идеална замисла, меѓутоа во моментот сме во ситуација во која што се контактира единствено на воено ниво, на двата воени штаба, се со цел да не дојде до несакан вкрстен оган меѓу двете различни коалиции. Бидејќи ако се случи тоа, проценките дека дури тогаш ќе се случи конфликт како што не може ни да се Затоа реков, нека седнат едни од една страна копнени војски. Сирија има армија. Курдите имаат ли огромен број луѓе кои што можат да бидат вооружени? Дали ирачаните имаат? Значи имате копнена сила, имате воздушни напади од запад и од русите. Зошто се до тоа да не се направи заеднички со поддршки од американците и од русите и да се уништи исламската држава, а потоа да седне на раја да се зборува за решењето на сириската држава во иднина како таа ќе биде. Видите, Кремљ, например, предводен од Путин, тоест Путин кажа дека во својот говор во Обединетите нации ги спореди исламската држава со Хитлер, и оваа борба што се води сега против ИВ, како борба против фашизмот. Според мене Путин бара начин како да неговата политичка тежина да се врати и да се направи на нова Јалта 2, па макар тоа било не за Украина, а за Сирија и тој да испадне како победник, тоест како нов Сталин. Не може да биде победник, Сталин не беше победникот. Еден од победниците. Така. Да биде еден од победниците. Тоа е неговата идеја, мислам. Таа политичка тежна Русија ја загуби со санкциите, со анексијата на Крим. Тоа не се враќа назад и руската политичка елита се обидува да си го обели образот на некој начин со тоа што сега води војна против исламскиот тероризам, против најголемиот баук, тоест дека ние одиме во таква трета светска војна во наводници против овие главосечачи и да се најде некој рецептивен начин за нова Јалта 2. Факт е дека успеа некако да се измести агендата, бидејќи за барем
гледано само фактографски, оно што требаше денеска да се случува во Париз, беше најавена една голема средба посветена на проблемот на Украина. Меѓутоа излезе во фокусот средбата Путин, Оланд околу... Си ја завршија работата. Четворицата 5 сати разговарале. Не знаеме детали што ќе биде. Најавија дека за 10 дена ќе сретнат министрите за надворешни работи, че тие ќе ги разработат деталите околу мировниот договор за минските договори како да се спроведат. Така што Оланд и Франција има свој интерес таму. Да не забораваме дека она што се случува сега на Блискиот Исток, тоа е всушност уривање на британско-француските концепции, затоа што британците и французите ги создадат тие држави, тие граници. И сега таму доаѓа до престројување ова што се случува. Така да французите сметат дека тие имаат право на некакво наследство од пред 100 години да бидат вклучени во овие настани. Имаат право луѓето, нормално, меѓутоа сето тоа треба да го прави и ќе се прави веројатно со преговори и она што го зборевме претходно и околу Асад и околу Либан, затоа што знаеме дека Либан е така една од романтичните точки за французите, пошто имаше големо француско влијание таму и мислам дека ќе се направи нека поголема конференција која што ќе гарантира и стабилност и на Либан, и на Сирија, и на Израел. Да не забораваме дека Нетањаху беше пред 3-4 месеци, кога Путин ги подготвуваше, ги најавуваше нападите, пошто Путин имаше 10 на среди, имаше беше во посета на Москва и таму се постигна договор замениците на генерал-штабовите на Израел и на Русија да бидат во постојана комуникација, да не се случи нешто да излезе надвор од контрола и да биде загрозен Израел. Ја би сакал да напоменам во врска со тоа дека и на русите не само што им годи ова од тоа да ја поврата својата политичка тежина на меѓународната сцена, но и со создавање на конфликтна ситуација и на некаков отворен конфликт кој потоа би можел да биде замрзнат и да трае долго, барем 1 или 2 години, тие се надеваат дека ќе се качи цената на нафтата и а тоа од друга страна ќе биде поволно за руската економија која сега се наоѓа во многу тешка ситуација. Може ли таа економија да ги издржи сите овие тактички и политички маневри на глобалната сцена според вас? Па видите како што спомна господин Адамчевски, Русија не може да очигледно дека Русија не може да војува на два фронта во едно време, истовремено. Еве денеска баш гледав некои вести од таму и бившиот министер за финансии Алексеј Кудрин кажал дека сириската операција сега не влечи многу пари, бидејќи тоа е вид на толку многу ќе потроши Русија колку една војна вежба да налечи за маневри, така. Да, за маневри. Тоа не е многу да ги одржува во кондиција редовните тренинзи. Во реал тајм да ги вежба војниците, не само да речеме кои имаат маневри на симулатор, него во вистинско ако да испробат и оружје и се. Завршното прашање би почнал од вас. Дали ова војна против ИСИЛ и исламскиот тероризам ќе заврши и со некаква нова редистрибуција на моќта на глобалните играчи на светската сцена? Да, како што кажав, главната идеја на Путин со ова војна интервенција, со руската војна интервенција е тоа да се создадат такви услови за тој да ја врати својата тежина на меѓународна сцена и да биде еден од победниците, нели, во некаква нова Јалта 2. Еве сега темата за Украина се затвара, нема договор за Украина, тоест може би има, но тој договор не е со главниот, знаеме, не е со американците, туку е на локално ниво. А тој би сакал сега повторно да отвори диалог со Америка, да има некој ново ресетирање и да се направи на Јалта 2, каде тој ќе би излегол како победник. Се надеваме дека во процес и ќе биде уништена исламската држава. Јас мислам дека ќе се завршат работи како што се завршат и Путин ќе се го врати своето место. Она што го изгуби делот, не целосно се разбира, но делот што го изгуби со Украина, ќе го врати затоа што и денес и американските аналитичари викаат дека во моментот постои само еден лидер во светот. Значи независно дали е апсолутист или авторитарен, но како лидер вика само еден лидер постои во светот, тоа е Путин.
И ако успее тој во своите намери во Сирија, сигурно дека ќе се поместат и геополитичките позиции во тој регион. Меѓутоа, јас сакам уште нешто да напоменам, дека за жал мене ми се чини најголем губитник во сето тоа ќе биде Турција, од едноставна причина што курдите во Ирак добија автономија, курдите во Сирија ќе добијат автономија и ќе се отвори прашањето на курдите во Турција. Да. Нешто се отвара, нешто се затвара, така е секогаш на глобалната политичка сцена. Јас ви благодарам што вечерва бевте мои гости во ова панел дискусија околу тоа што се случува со проблемот со Сирија и најновиот развој на настаните на меѓународната политичка сцена. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема. Останете со Телма со нови содржини во топ тема. Се гледаме од понеделник.